Почна реконструкцијата на регионалниот пат од селото Бигла до Виница. Во моментов се работи на подготовка на коловозот, асфалтирање, а планирано е да се асфалтираат 2,4 километри од селото од Делчевска страна, пошто работите ќе продолжат за асфалтирање на уште 4,6 километри од Виничка страна. Градежните работи за овој патен правец се влезени во програмата на јавното предпријатие за државни патишта, а согласно со проектот предвидена изградба на коловоз со ширина од 5 метри, банкини од двете страни на коловозот, како и изградба на одводни канали. Градоначалникот на општина Делчево Горан Трајковски и градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров денеска направија увид во текот на работите, при што истакнаа дека со заедничко залагање на двете општини се решава децениски проблем на жителите од регионот. Заедно со градоначалникот на општина Делчево аплициравме до Агенцијата за патишта, на задржани патишта, за реконструкција и проширување на овој патен правец помеѓу општините Виница и Делчево. Патниот правец се во должина од 14 км, од кои 8,5 км на територија на општина Виница, а 5,5 км на територија на општина Делчево. Вредноста на овој патен правец е 52 милиони денари, од кои 30 милиони денари е на територија на општина Виница, 22 милиони денари на општина Делчево. Ова село е од разбиен тип, меѓутоа има се уште овде доволен број на жители кои што екзистираат овде, и за нив, за жителите од село Бигла, за жителите на цела општина Делчево, за жителите на општина Виница, меѓутоа и на сите луѓе кои што го користат овој патен правец. Ова е едно олеснување во нивната комуникација, така да мислам дека слукот кој што го имаше владата после нашето лобирање на мене и на градоначалникот на Виница Ивица дозволија да се реконструира овој пат и влезе во програмата на јавното предпријатие за државни патишта. Во моментот се реконструираат 2,4 км од патниот правец од Делчево до Виница преку селото Бигла, потоа ќе се реконструираат уште 4,6 км на територијата на општина Виница. Така да мислам дека од огромно значење овој патен правец како алтернативен патен правец на патниот правец Делчево Кочани, заради одроните кои што постојат на тој патен правец. Меѓутоа, ние бараме и генерално решение од владата на Република Македонија за евентуално автопат или брз пат се до границата со Република Бугарија. Реконструкцијата на овој регионален пат е од големо значење на сите кои возат овде, се решава голем проблем. Тој пат не е само за нас, за двете општини, Виница, Делчево. Конечно се сетиле, многу дупти беше, колите си разсипаме. Доле, кога беше се слечиштето, се беше од тука. Не може да се разминеш. Ја стално дека носам за трстија. Не може да се разминеш со една кола. Тоа е добра идеја. Да. Стварно е расипан. Сега не знаеме кој го држи, дали Делчево, дали Виница. Од Виница припаѓа, али мора да се направи. За да може барем ово да биде тука чисто, па после овоа Кочани каменица да го оправи. Инаку, во најскоро време ќе започне реконструкцијата на патот А3 во должина од 5 км, кој опфаќа реконструкција на булеварот Македонија до селото Звегор. Оваа реконструкција е влезена во програмата на јавното предпријатие за државни патишта. Исто така ќе се реконструираат и 15 км од патниот правец Делчево-Пекчево.